Остани во мене, Исусе, нека преплави љубовта Твоја. Остани во мене, Исусе, нека се наполни моето срце, љубовта Твоја. Исусе, лекува се, нека се преточи во моето срце, љубовта Твоја. Лекува се, летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Летај, летај, душо моја, кај татото во вечноста. Мир вам таму горе в небеса, Царство Божјо ме чека. Таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Ние зборуваме за заминување, за барање на Царството Божјо, за потреба да се вратиш во Царството Божјо. Исус вели, јас сум од озгора, вие се од оздола. И тоа е таа базична, коренита суштина која треба да ја разбере секој човек. Зборува и денеска низ мене, татко, нека Твојот дух ги допре сите оние кои се жедни за Твоето слово. Да им го отвориш умот да го разбираат писмото, да клекнат на колена, ничком пред Тебе. Духовно му се поклонуваме во дух, не во тело, дух и вистина. Да ги нахрани со Твоето животодавно слово, да оживеат во словото, да живеат по словото, да го примат духот. Те молам на Македонскиот полуостров да слезе Твојот дух на љубовта кај грците, бугарите, албанците, србите и кај македонците. Да не се негираат едни со други. Да се покајат за гревовите што ги правеле, например, ако сте ги убивале македонците, сте ги гонеле, сте велеле нема македонци, покајте се, цел народ водите во проклетство. Посебно замислете, црквата ги забранува, ги благословувала луѓето кои ги убивале македонците. Не можеш да бидеш христијанин непокајан, та да се покајат, та да ги исцелам. Зборувам за Христовата порака, евангелието на љубовта и на мирот, за благата вест. Исус дојде, плати за секој еден од нас, но ти треба да го отвориш срцето. Трак, да му ги дадеш клучевите, да се насели во тебе, да го исчисти твоето срце. Не можеш непокајан. Пазете кој греф е тој, ги благословувал Мелас Каравангелис, војниците од Крит, оделе по македонските села и ги нарекувал Христови војници и убивале жени, деца и старци. Таа е песната во село Загоричани, спиштеја жени, деца во село Загоричани. Абе, раскеро турски, фрлајте го оружјето. Видете, зборуваме за погром, убивање, непокајан, и потоа велиш дека слегува кај тебе благодатниот оган. Овде пишува дека сатаната и оган ќе слезе од небото. Тој оган не е од Исус сигурно. Не може да слезе оган во непокајана црква, како што духот не може да го прими синот човечки. Тоа е целата суштина. Одиме понатаму, Павле, слуга Божји. Слуга. Апостол на Исус Христос. За верата на Божјите избраници.
Значи, тој ги избрал луѓето кои можат да служат. Савле го избра да биде Павле. Тој знаеше што има во твоето срце. За способноста спознавање на вистината. Ако ја спознаеш вистината, ти не можеш да велиш няма македонци. Ох и македонци. Кукуноне македонци со парите од дрогата, да ја купуваш Македонија и да ги гониш до умородното население. А си вршел геноцид и си убивал во Првата, во Втората светска војна, во Балканските војни. Во турскиот период сте се убивале. Непокајан, зборуваш за христијанство. Знаете, има еден израз кој вели сатанска синагога и евреи кои не се евреи, значи зборуваме за заедница негова, избран народ. Ако го избереш Исуса, со надеж за вечниот живот, што преку вечни времења го вети Бог Таткото кој не лаже. И никој не зборува за вечниот живот. Сите велат дали има. Иако, например, делумно се христијани, зборуваат за Исус, а срцето, срцето му е далеку. Нема такво христијанство. Законот е еден и единствен. Љуби го својот ближен како себе си. А зошто тогаш не се љубите на Македонскиот полуостров? Или истоверни православни христијани? Бугари, срби, грци, македонци, кој го повикува Исус Христос, избран сад создаден од Исус. Но не да си правиш своји адети. Исус те сака да бидеш мирен. Не да си правиш своји адети, да бидеш мирен, доаѓа еден голем пес. Во името на Господ Исус Христос, биди мирен. Овде се снима светото Евангелие. Ме лиже, му мирисам на Господ Исус Христос. Татко испрати ангелска војска да го смири овој пес, да можам да го зборувам Словото. По свое време го јави Словото свое. Го јавува Словото. Ете, тоа е целата суштина. Како тој да го јави Словото? Како да го јави Словото? Слава ти, Господи Исусе Христе. Во твоето срце не можеш да земеш туги учења, да ги предаваш за Евангелието, како своји човечки учења, доктрини, кои се погрешени. Отиде песот, ме изми душка. Слава ти, Господи Исусе Христе. Преку пораката што ми ја довери мене, на некој му ја доверил, на апостол Павле, по заповед на нашиот Спасител Бог, до Тит, до било кој, моето вистинско чедо по заедничката вера. Заедничка вера имаме ние. Ако имаме заедничка вера, зошто ти ме негираш? Зошто ме блокираш? Зошто велиш нема македонци? Зошто не се покаеш и кажеш да, ги убивавме, погрешивме, ајде да бидеме христијани? Тоа е христијанство. Љуби го Господ својот Бог со сето свое срце, сиот свој разум, сета своја душа. Но како ќе го љубиш Бог кого не си го видел, ако не го љубиш братот кого си го видел македонецот? Благодат, милост и мир од Бог Отецот и од Господ Исус Христос, нашиот Спасител. И ова беше тој текст. Вика, има мнозина непокорни празнословци и измамници, тоа се луѓе од црквите, а особено меѓу христијаните, чите обрезаните меѓу христијаните, на кои треба да им се затвори устата. Тие растураат цели домови. И јас сум, например, дом на Светиот Дух, учејќи на она што не треба поради одвратна печалба. Еден од нив пророк беше рекол, критјаните се секогаш лажливци, зли зверови, мрзливи мешишта. Крит се наоѓа овде блиску. Тоа сведоштво е вистинско, поради таа причина укори ги строго, за да бидат здрави во верата, да не слушаат јудејски, ајде речи македонски, грчки, бугарски бајки, заповеди од луѓе кои одвраќаат од вистината. Ете, тоа е тој момент. Тоа е тој момент. Тој зборува нешто друго, тој слави нешто друго, тој нема љубов за тебе. Тој не простува, тој осудува, не покајан и зборува за Исус. Нема такво христијанство. Божјото Слово, пораката што се јави, не може да се врати. Не може да биде врзано. Не се враќа празно.
и е живо, делотворно се остварува преку дела, се гледаат делата, има плодови на духот, поостро е од секаков меч и го дели телесниот човек од духовниот. Тоа е Божјото Слово, затоа тоа се укори, тоа кажува што треба. И овие проповеди слегуваат за секој еден од нас и за мене. Его повторно со музиката од вчера. Пушта музика, си возика тука и животот поминува. Поостро од секаков меч го дели телесниот човек од духовниот, затоа е Словото. Да го оддели стариот човек. Не да ти носи кафе. Се случува на поуките, службите, проповедите, да добиеш порака од тоа животодавно Слово. Како да е за тебе. И често ми вика за мене, како да беше ова, за мене го зборуваш. Како за мене е лично. Тоа е таа природна сила на Исусовото Слово. Словото не се враќа празно. На секој му зборува тоа што треба да го слушне. Ти се враќаш празен, ако не го прифаќаш. Во празнината, ако не останува Словото во тебе, ако останете во моето Слово, не остануваш, ти си празен, тоа е живо и делува, пазете, те спотнува да действуваш, да се промениш, да служиш во љубовта, да служиш, да љубиш. Не можеш да не го љубиш македонецот, да викаш нема македонци, си го убивал пред 100 години. Си ги изгонил луѓето, си им влегол во домовите. Истото се однесува и на Бугарија. Пали да албанците земаат со пари крвави од зло, ја купуваат територијата. Тоа одделува Словото стар Исусов човек. Стар човек од Исусов човек те осветува и осветлува одвнатре. Тој вели водна бања во Словото. Тие се капат во водата, имитативен обред. Мислат водата ќе ги спаси. Исто е секој ден, се капам во морето, излегувам искапен. Мораш да се искапеш, немаш да одиш како свиња од калта пред Господ Исус Христос. Те капе во водна бања во Словото, одвнатре те чисти, те осветува, те разбудува во внатрешен Исусов духовен човек. Не може Словото Божјо да се измени или премолчи заради тебе сега ти да не се научиш. Се случува, ќе слезе силно слово на проповедите. Ми е жал да ги повредам луѓето, но тој го обликува. Кога зборувам директно вака во завет, оди до крај. Ти се срамиш од Исус. 100 пати ти кажуваме и не слушаш. Следниот пат, ако не послушаш, стапот ќе биде. Ќе викаш, оле, голема жалост ја стигна мојава душа. Ние сме гласноговорници, јавно говорници на Словото Исусово. Тука сме за да го браниме Евангелието. Ќе се извикаш, ќе искараш некој, дошол полн со демони, со духот на овој свет. Го изгонуваш, не може да ве затруе целата заедница. Еве стихови, мислете на небесното, а не за земното. 1 Колосјаните 3:2. Мисла секоја треба да е покорна. Мислиш овде што ќе биде, како ќе биде. Секоја мисла треба да е покорна на Исус, да мислиш на небесното, дека ќе заминеш, овде си привремено, ќе одговараш за секој изречен збор, за секоја трунка, за секоја синапово зрно на нељубов ќе одговараш без Исуса Христа. Мисли на Исус, дај му покорност на секоја мисла, не се противи. Сатана спротиставен на Бог, противење, отпор кон промена внатре во тебе, во Исус, е сатанска природа. Не сака да слуша, Словото не се враќа празно, ти остануваш празен. Иде гневот Божји врз синовите на непослушноста. 1 Колосјаните 3:6. Гневот Божји иде. Прашање, јас ти зборувам 5 пати, 100 пати, не послушуваш, пак ти зборувам. Потоа доаѓа тој. И потоа ќе биде, олеле, голема жалост, олеле, што ме снајде. Па те снајде тоа, отпорот кон Исус. Не послуше кон Исус, не послушен кон препораките од Словото. Старешината е тој што те учи. Ти сакаш Исус да дојде, не може, не си свесен, не си достоен. Што ако се јави Исус на свиња и на куче? Го беше песот, си замина, му дадов заповед, замини.
голем пес. Те сакам, Господе Исусе Христе. Што ќе разбере тој за Исус? Иако јас му зборувам еден ден да повикаш кон Исус и да се спасиш. Значи ти имаш отпор, остануваш во изопачен телесен ум. Ни вели трпете се еден со друг. Ти како што мислиш, ти како што сакаш. Ти имаш идеи, ти имаш планови, ти сакаш да командуваш, ти си највисоко. Тоа е сатанско, тоа е вавилонство. Облечете се во љубов, трпете се еден со друг. Трпиш. Имам една сестра овде дојдена. Не сме ја виделе 2-3 години само на Вибер заедницата. Ја викаме дојди, па ќе дојдам, па не, исклучивме еднашка. Духот ја исклучи. Ја вративме. Еве сме сега овде тука. Толку сме близко. Видете, замисли сега да не дојде. Ако ти немаш потреба да дојдеш, да ме гушнеш, да ме видиш. Видите, ние сме борбена единица, се молиме во потреба. Ти не доаѓаш да прашаш треба ли нешто да помогнам. Па таму е фронтот. Кој фронт? Па борба за души, сатаната ги влече твоите најблиски, ќе пропаднат. Значи, облечете се во љубов, Словото Христово изобилно да се всели во вас. Колосјаните 3:13-15. Да се всели Словото, Духот Исусов да ни даде сила да не се срамиме од Господ Исус Христос, без разлика кој стои таму или ваму. Тој што е во мене е поголемо, тој што е надвор од мене. Пазите го сега овој, да се всели Словото. Ако вие останете во моите слова, треба да останеш во Словото. Словото да остане во тебе. Тој Исус вели, дојдете при мене и ти чекаш Исус да дојде. Каде е Исус да го најдеш? Па тој што доаѓа место Исус, тој што те ја води заедницата, ако е во дух, кај него треба да дојдеш. Не доаѓаш на заедници, ти пишувам доаѓај, ти не доаѓаш. Нема и велам имаш проблем, сатаната те држи во пранги, нема да можеш да се одделиш ако не доаѓаш. И не доаѓа, таа и член на семејство ги исклучив и веднаш се здружија двајцата против мене, а беа раскарани да го носи она таму по институција, овој вака, овој ја нарекува со погрдни имиња, се здружија демоните. Јас сум бил лош што сум ги исклучил. Па вие не доаѓате. Дојдете при мене, вели Исус. Тоа е при мене. Духот ги излева овие слова, ово што го слушате, вие не е од мене, тоа е од него. Тој ги излева овие слова, ти не сакаш да слушаш, не сакаш да остане. Не сакаш да остане Словото во тебе. Не сакаш да остане. Ето, тоа е целата суштина. Не сакаш да се промениш. Ако, например, во училиште не одиш, ќе те избркаат, не одиш на работа, ќе те избркаат, не одиш во војска, ќе те однесат на суд. Е, така е овде, ние сме во војска, ние сме молитвена војна единица, одиш на суд. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ако вие останете во моите слова, на вистина ќе бидете мои ученици. Ученик треба да бидеш, да доаѓаш во школа. Ќе ја спознаете вистината, тоа е љубовта Исус, и вистината ќе ве ослободи. Пишано е да останеш во и со Исус и покрај се во делотворна вера. Вера во дела, покажи ми ја верата своја без дела. Што ќе ми покажеш? Немаш дела. Верата ќе ти ја покажам со дела. Еве патокат. И се што вршите со збор или со дело, вршете го во името на Господ Исус Христос, благодарејќи му пред него на Бога Отецот. Колосјаните 3:17. Значи, се што работиш и во светот, Исус, за Исус, да речат, гледај како овој зборува за Исус, гледај го како се однесува. Тоа е целата суштина, тој ќе ти даде сила. Се што работи со збор или дело за Исус, не за себе. Тој работи за себе, мисли дека е во Исус зборува за Исус, срцето му е далеко, ево уште стихови. Се што правите, правете го од душата како за Господ, а не за луѓе. Јас завршив факултет за драмски уметности. Станав професор по сценски говор. Затоа тој ме донесе таму, да ги разбирам причината и последицата на изговорен збор. Знаете, да не зборувам во празно, да знам дека зборот поаѓа од нечие срце и завршува. Завршува во нечие срце. Што излегува од устата, тоа го осквернува човекот. Да го разберам тоа. Видете сега, и тогаш играјќи представи,
сеќавав дека доаѓа сила и драмите што ги пишував, отвори ми ги словата мој Господе, верев, дај ми сила Господе, не викав Исусе, тогаш мислев Господ, зборував како денеска Господе, Господе. Денеска зборувам за татко. Татко, покажи ми. Дај ми сила. Бидејќи на Господа Христа му служите, Колосјаните 3:23. А ти дали работиш за Исус или за луѓе? Работиш и не работиш, служиш, сведочиш за Исус или не служиш? Често на проповедите, ако старешината, проповедникот е во дух од поуката, сотрудници мислат, доживуваат како за нив да се однесува поуката. Специјално за тебе слегува. Слегува за целата заедница. Тоа е животодавно слово, секој му дава, му оживува, го осветлува во учење за секого лично. Тоа е поука. Светото писмо опфаќа се, појаснува се, објаснува се. Тоа што го пишува, го живее во Словото Исусово, тоа те допира и ја осветлува твојата темнина. Словото не може да биде сопрено, врзано, бесплодно, ќе стигне до тебе. Ако ти имаш отпор, Словото не останува, не си негов ученик, се уште си во духот на овој свет, ако се срамиш од Исус, или ако не си послушен, не ја гледаш разликата во духот. Луѓето што се во духот овде точно знаат како е поставена состојбата. Значи имаме празни мудрувања, сакаат да бидат учители, не го разбираат ниту она што го зборуваат, ниту она што се трудат со толкава самоувереност, што го тврдат, Тимотеј 1:6-7. Не разбира. Тоа се тие земни цркви. Прераскажуваат туги знаења, но тоа е друга тема, слезена е за поука. И ти стануваш звучник на туги знаења, радио, вртиш некои празни учења. Зборувам вистина во Христос. Не лажам, тој зборува. Јас сум само сад. 1 Тимотеј 2:7. Зборува во духот. Апостол Павле. Духот зборува. Ако го сеќаваш, тоа остани тука. Ако ти не прифаќаш, не го прифаќаш ова слово, правиш грев против Светиот Дух. Пази го, тоа е против Светиот Дух, зашто кој нема да се прости ни на овој овде, ни на оној свет. Мораш да го отплатиш со милениуми, со вечност и се додека не кажеш благословен е оној вистински од срце кој доаѓа, зборува во дух. Ако не прифаќаш, правиш грев против Светиот Дух, зашто Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и разбраност. Јас велам само прегорност во друг препев, 2 Тимотеј 1:7. Дух на сила, љубов, 2 Тимотеј 2:9. Дух на сила и љубов да зборувам, да живеам во Исус. Дух на љубов, пазете, и ти сега не го љубиш цел регион Македонски полуостров, затроен од сатаната со доктрини, бугарите, грците, албанците, србите се сега потиснати во друга. Сатаната сака да ја збрише, бидејќи таму има отпор кон сатанскиот нов поредок. Пазете, тие се во дух на нељубов. Тие сакаат да ја распарчат, да ја уништат Македонија, а самите користат дел од македонската култура и се постмакедонски идентитети. Словото Божјо не може да се стави во окови, 2 Тимотеј 2:9. Ако вие замолкнете, ако ти се срамиш, песок од камењата ќе проговорат. Пишано е. Не е заврзано словото, не може да се сопре, способен да подучува, пазите категорија, и да поднесува зло. 2 Тимотеј 2:4. Тоа е старешина на Исус Христос. Јас сум сакал да бидам пастор и јас го барам Царството Божјо. Керко што зборуваш така. Ти седиш дома осамена, без љубов, во празна црква, во мртва црква. Пази,
и не доаѓаш, имаш отпор кон Исус Христос, а претходно служеше во сатанска синагога и тој дух ти беше добар, сега кога го гледаш духот на Исус се плашиш, те осветлува и бегаш. Во мрежата на ѓаволот, пазете, ги уловил живи ги уловил да ја исполнуваат неговата волја, 26 стих. Ете тоа е христијанство делумно, да ги извршуваат неговите ѓаволски наредби. Што е тоа? Па да не љубиш, да не работиш ништо, само зборуваш за Исус, а не извршуваш, осудуваш, мразиш, благословуваш војници да прават етничко чистење и им даваш благодатен оган. Па ти си сатаната лично, не за сатаната и смртта, да за Исус овде, на Македонскиот полуостров, во Егејска Македонија, во Пиринска, на целиот Македонски полуостров. Марш бре, сатано од Македонија. Те молам, Господе Исусе Христе, за грците, бугарите, албанците, србите, македонците и сите други, да им ги отвориш срцата да се покајат, да не се мразат едни со други, да ги извршуваат неговите наредби. Целото писмо е од Бога вдахновено, тоа е дух, полезно за поука, за казнување, за поправање и поучување во праведност, за да биде Божиот човек совршен, усовршен, совршено подготвен за секое добро дело. 2 Тимотеј 3:16-17. Ете, словото слегува, те допира, ти се лутиш и велиш, јас ли сум проблемот. Проблемот е внатре во тебе, не си ти тоа што е внатре во тебе. Непокорен си, непослушен, сакаш ли да бидеш војник на Исус Христос, ако не сакаш, фаќај го патот. Ќе дојде следниот пат со стапот, па ќе видиш. Непослушни луѓе, друг препев, се што пишува во него, во Светото Писмо, може да ни користи за да се поучиме, да ни помогне да се поправиме и да ни покаже како праведно Исусова правда да живееме. Ти доаѓаш овде, ти мислиш дека знаеш и прашањето, ти си направил нешто, исцелува, лекува, прави нешто, кој те подучува тебе? Има ли човек во заедницата, овде на Македонскиот полуостров, кој прима поуки во духот и кој секогаш сила на поголема територија, и има и други материализации на духовно живење. Писмото совршено го подготвува секој Божји човек. Дали си ти Божји човек или си свој човек, да умее, оспособен и научен да прави добри дела, да действува од секаков вид. Те сакам, Господи Исусе Христе, 1 Тимотеј 3:16-17. Затоа е ова слово. Јас сум лебот на животот, Исус. Јас имам храна што вие не ја знаете. Дали сакате да ја знаете, е прашање. Меч на Духот Исусов да го оддели стариот Тихо од Исусовиот човек и Тихо. Проповедникот во дух е работник кој нема од што да се срами, кога верно, по љубов не сопира, го проповеда словото на вистината. 2 Тимотеј 2:15. На едно место апостол Павле вели, не дојдов да крштевам, да исцелувам, туку да проповедам. Не може, о Исусе, словото да се менува за било кој, за било што. Тоа е живо, ти слегува и ти кажува, а ти размисли. Во срцето да разбереш, да се покаеш, да го прифати. Проверувај го словото, проповедај го словото во погодно и во невреме и укорувај, забранувај, советувај го со голема долготрпеливост и поука. Што да забранувам, праша една сестра. Може би е тука овде во Егејска Македонија, може би ќе се видиме денес. Па да не одиш таму, им велам, не одете таму, не одете, навлезот од домот, тоа е Што имам јас против тие, не знам како ги вика. Немам ништо, едната умре. Зошто умре беше, толку беше.
најверодостоен член на црква, другата е мртва и жива во стравови. Тоа е забрано. Не оди таму, не слушај тоа, другата слуша, се плашам од тој проповедник. Па не слушај, морам да го слушам. Добро, оди слушај. Значи, лажни учители да ти го залажат слухот, да ја проповедаш, тоа се тие. Твојата порака. Прави ги луѓето, прави го тоа ревносно, без оглед. Без оглед дали мигот е погоден или не. Исправај ги луѓето, укорувај ги за нивните гревови, трпеливо поучувај ги и охрабри ги. Те сакам, Господи Исусе Христе, 4:2 Тимотеј. Ако знаеш да правиш добро, а не правиш, злото е пред вратата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тие зборуваат, Тит 1:16, дека го познаваат Бога, зборува за христијани, а со делата своји го одречуваат. Пазете, велиш дека слегува благодатен оган во твојата црква, а пред едно 50 на 100 години, таму 900, 1900 и некоја, значи 100 години, критските војници си ги благословувал Меласи Каравангелис, владиката со овој војников, и сте убивале жени и деца и старци во македонските села и си ги нарекувал Христови војници. Ете, тоа е ова. И се однесува и на бугарите и на албанците. Тие зборуваат дека го познаваат Бога, тие кај нас пуштаат оджата од 4, малтретираат цел народ. За кого е таа порака звучна? Зошто мораш да ме озвучуваш во 4 сабајре на разглас, како Гебелс? Толку е силна твојата порака, мораш на разглас да ја пуштиш. Ако е силна, таа ќе допре до секого, не ти треба разглас. Тие зборуваат дека го познаваат Бога, а со делата своји го одречуваат, бидејќи се одвратни, непокорни, неспособни за никакво добро дело. Еве, ова е тоа што е слезено. Видете, тоа е тоа живо слово и животодавно. Не го кажувам јас, не го пишувам јас, не учам од човечки доктрини. Духот го излева поука за сите. Тие што не доаѓаат, имаме доста луѓе, гледам дека ги гледаат заветите, проповедите и песните, не доаѓаат на службите. Ова слово е бесплатно. Можеш да дојдеш да бидеш молитвен војник на Исус Христос во сотрудниците и тука има правила како во војска. Мораш да научиш да се бориш и да се бориш, браќата се молат, гинат се борат, ти не доаѓаш, не те интересира. Но можеш оддалеку да ги слушаш овие слова, да се распламти твојот дух еден ден и да посакаш да служиш, да бидеш молитвен војник на Господ Исус Христос, да не седиш таму. Знаете, онаа приказна, седат тие пред лозијата, доаѓа Господарот, Исус им вели, што правите овде? Седиме, што седите? Па чекаме некој да ни каже што да работиме. Што чекате, бе, луѓе? Лозијето е зад мене, ова е лозијето. Лозијето е Македонскиот полуостров. Покајте се, бугарски политичари, грчки, албански, па и македонски што примате пари, натосани европејци. Македонија е земја на Исус Христос, не можете да ја уништите. Вие само си ја уништувате својата перспектива, како би се рекло, следна состојба во која ќе мора да отплаќате, бидејќи грешите против Свети Дух, велите дека сте во Исус, а неспособни сте да љубите за добри дела. Те сакам, Господе Исусе Христе, и денеска во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и секој демон, злосила, магија, проклество, стихија, што се нафрлила врз Македонија и Македонскиот полуостров. Ги изгонувам, им забранувам да се вратат и го објавувам Царството Божјо сега и овде, во Македонија. Ја враќам во собственост на Господ Исус Христос и велам не за сатаната и смртта, да за Исус на Македонскиот полуостров и цела Македонија. Бегај од Македонија, сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Мораш да послушаш во името Исусово. Амин, од земјата до небесата, до Божјиот Царство небесно. Амин. А ти, брате и пријателе, сам си те мачинеш, имаш проблеми, немаш љубов, разочаран си.
падни на колена, Господе Исусе Христе, татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Те сакам, Господе Исусе Христе. Дојди во моето срце, од срце кажи и помогни ми. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Ах, татко небесен, колку си не возлюбил, Исусе и само Исусе, Исусе и само Исусе. Амин. Оставам се земно, Исусе, и љубам со Тебе, о Исусе, душава моја, Тебе ти